Здраво, драги мои, добре дојдовте во овој убав амбиент подготвен за дружба, наградување и споделување на корисни информации, гостување кај фини домаќинства, уживање во оваа пријатна вечерна атмосфера. Радост е да се биде во ваше друштво и задоволство е да се доделуваат награди, особено што верувам дека постои некоја универзална правдина и дека овие награди одат токму во вистинските раце на оние на кои што им се најпотребни. Имав прилика да ги запознаам првите добитници на вредносен ваучер од 100.000 денари од првото коло, едно убаво семејство од Грљаника и Виница, и мене да ме прашате, јас ете токму ним би им го доделила ваучерот. Поздрав до Борче, Иванка и до малиот Матеј. Дечки, се надевам дека ве израдувавме и дека ви ја разубавевме оваа пролет. Кога сме кај наградите, само мало и кратко инфо дека и во оваа емисија ќе доделиме 24 награди за сите домаќинства и мали бизнис корисници кои што имаат доставено лични податоци до Ева на Македонија, односно знаете како оди тоа: име, презиме, адреса и матичен број. Наградите веќе ги знаете: еден вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија наменет за купување на апарати за домаќинство, 3 вредносни ваучери од 30.000 денари од Нептун Македонија, исто така наменети за купување на апарати за домаќинство, и 20 сетови за енергетска ефикасност составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Со вредносните ваучери ќе си овозможите нови енергетски ефикасни апарати за домаќинство или еве за во канцеларија, а со сетот ќе ја контролирате потрошувачката на електрична енергија. Енергијата, знаете, е ресурс кој што се троши, па некаде во задниот дел од мозокот, онаму за сите секојдневни обврски и мисли, да се погрижиме, да размислуваме и за тоа како да ја заштедиме. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со Е-пункт плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за Е-пункт на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Велат дека позитивните луѓе секогаш имаат позитивни животни искуства и тоа не може да биде поточно, особено ако се работи за Маја Лилчич, попозната како Маја Создановска. Последниве години таа работи во Македонската опера и балет, но исто така е и ангажирана на многу други страни и креативни полиња, но познавајќи ја со колкава страст, љубов и детерминираност работи, јас да ви кажам, и тоа е малку. Ајде да ја запознаеме Маја во нејзиниот дом, во нејзината природна околина. Коли вечер вам и те донесе, па те зеде од мене, знам јас вечерва, ти си само мој. Во домот на Маја Создановска Лилчик сме. Таа го дели домот со своите родители и со Срна. Срна е едно мало разиграно девојче од 3,5 години. Маја ја знаеме по тоа што години наназад е креативна на многу полиња, голем придонес во различни области. Овој дом е она што тебе те идентификува, да речеме, и како ќерка и како мајка, нели? Што е она што за тебе представува дом? Што е тоа што го наоѓаш во домот и го нарекуваш, да речеме, ете баш така? Размислував што би било со еден збор што би можело да го отслика тоа што за мене внатре во душата е она што ќе речам дом. Може би чувството на сигурност е едно од оние епитетни описни зборови кои што би го доближиле вистинското чувство што го чувствувам кога ќе си кажам си одам дома, одлечкам да си одам дома, супер ми е дома. Чувството на сигурност и она миризба која што секогаш ме потсетува на моменти кои што ме правеле посебно среќна и ме граделе како личност. Сакав да те прашам, живееш со своите родители и со ќерка ти. Овој дом мириса на нив или на нејзе? Во моментов не само што мириса на нејзе, туку е секаде отсликана. Да, баш со мајка ми правевме муабет пред некој време дека како типични студенти живееме, ради тоа што сме во една етапа и момент на поминување и искусување на различни работи. Јас сум либерте родител, кој што верува во тоа дека децата преку истражување учат многу побрзо и посоодветно отколку преку јас да раскажувам,
приказни разноразни, без многу граница во тоа до каде може да оди, оставаме да биде своја на своето и да во домот, исто како и јас што си осеќам својата сигурност, да ја осеќа и таа. Ти си и спонтана и непосредна, полна со дух, автентична. Како тоа се отслика во овој простор? Тука сте неколку години само, така? Не си од секогаш тука, во овој стан? Тука сме во овој стан скоро година дена. Значи не сме ни неколку години, а реално просторот уште и ние го чувствуваме и гледаме како што би било најдобро за идеална функција. Ние сме пак големо семејство во рамките и сме многу голема генерацијска разлика меѓу нас, но сме сите многу толерантни, сме спонтани, исто како и јас, така се и моите родители. Некако што го отсликавме, функционалноста не е секогаш многу битна кога е домот во прашање и пристапноста до одредени места кои што константно и секојдневно се користат и се како трпезариска маса, како милена фотелја. Многу ни е битно да нема никакви препреки за да стигнеш до моментот на хедонизам. Како таа го менува живењето, како таа го смени начинот на функционирање и воопшто како се прилагоди домот според Црна? Генерално јас имам едно непишано свое мото дека детето не треба да го менува животот на, во овој случај, само на родителот, туку и на сите оние кои што пропратно ја пратат, и ние можеби имавме среќа дека Црна е дете кое што не бара многу некое посебно внимание. Нејзи е многу битно да има луѓе дома, да има забава, да се сите расположени и каде може да помогне со свое анимирање да се најде. Значи таа е таа што анимира, не бара да ја анимира. Како што е малечка и забавна, толку е и самата наметлива, едноставно да не може да ја елиминираш и да лечеш сега малце ќе се одморам, а нејзиното присуство прескабаш на момците кога стигнавте им кажав еве тука е нацртан Capitol Mall на овој ѕид, па тука е елеваторот на овој ѕид и тука сме ние како мали точки од фломастер. Таа уметност е присутна по сите ѕидови, затоа се сите слики доста високо наместени и се снаоѓаме како знаеме. Така, добро, значи сепак придонесува кон некаква креативност во домот. Креативност. Да, баш така. Живееш прилично динамичен живот, дете, работа, други ангажмани, се посветуваш на, како што кажавме на почетокот на разговорот, си креативна, сакаш на различни полиња да се докажеш, да ги испробаш, да така да, како да кажам, да си ги развиеш своите потенцијали. Дали овие приземни работи како сметки, штедење на електрична енергија, рационализирање на трошоците по дома, дали те допира? Јас сум прилично организирана личност и ми смета ако сега ние седиме тука, таму е запалено светлото, значи сум таков тип, но веќе сум во позиција каде што ако не размислувам така, не можам не би можел можеби и месецот, неделата или денот да ми помине онака како што треба. Баш пред некој ден со близок пријател на работа си правиме муабет, ми вика замисли прв пат да излезам и да не си купам ништо, а сакам да си купам, ама си викам иде лето. И му викам, многу сум среќна што си пораснал. Значи, тие си се одговорности кои што природно си доаѓаат, едноставно сваќаш дека баш оние земните работи и тоа како не се битни, туку ако си го дозволиме моментот да си го проживееме, да ни остави нови спомени, тоа е тоа кој што ќе не направи побогати. Така, ти благодарам многу и на гостопримливоста и ти благодарам што ни дозволи да видиме уште една страна од тебе. Ви благодарам што дојдовте, вие сте генерално и првите вака што и во оваа интимност присуствувате и ми е многу драго што бевте наши гости и мои. Убаво е кога имаш место каде што можеш да направиш пауза од секојдневието. Со услугата Траен налог, бидете сигурни дека фактурите за електрична енергија секогаш се платени на време, без разлика дали се за вашата викендичка или дом. Побарајте повеќе информации за Траен налог на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. И благодарам на Маја за незината широкоградост и непосредност со која не пречека. Не пробав од домашното сладко, што стоеше на клуб на сичката и секако го погледнав материјалот, пак се присетив на него.
Но рете да престанам да мислам на зелените смокви и да се ориентирам кон наградите. Денес доделуваме награди од 7-то коло на наградната игра Награди за штедлив дом на сите корисници со ажурирани податоци од базата на Евана, нормално избрани по случаен избор. Еве одново ве потсетувам да си ги ажурирате личните податоци кои што ќе ви обезбедат учество во ова извлекување. Податоците можете да ги ажурирате со пополнување на формулар за ажурирање на личните податоци, достапен на сајтот на Евана, evana.mk, го знаете, во кој било наплатен пункт или приемна канцеларија на Евана Македонија, или ќе го допиете дома со следните фактури за електрична енергија. Но она што треба да го запаметите е пополнетите формулари. Не треба да ги праќате по пошта во Евана, туку едноставно да ги доставите во која било приемна канцеларија на Евана Македонија. Ако и денес немате ажурирани податоци, 8-то коло од извлекувањето е следната недела во истото време. Па дечки, за една недела ве чекам да ви доделам награди, а за тоа време вие проверете дали сите сметки од Евана ви се подмирени. Добитниците во оваа наградна игра се влечат преку електронско извлекување за чија точност се грижи жири комисија составена од представник од Евана, представник од Публицис и нотар. Сите сме согласни дека извлекувањето може да почне. Извлекуваме вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија, наменет за купување на апарати за домаќинство. Го чекаме добитникот. Го исчекуваме корисничкиот број добитник на вредносен ваучер од 100.000 денари. Еве го, тоа е корисничкиот број 0027535996 од Радиовце. Му честитам на добитникот на вредносен ваучер од 100.000 денари и убедена сум дека е во вистинските раце. А сега извлекуваме 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари од Нептун Македонија, исто така наменети за купување на апарати за домаќинство. Го исчекуваме првиот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари. Еве го, тоа е корисничкиот број 0031681997 од Охрид. Честитки охриѓани! Го чекаме вториот кориснички број добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари и ги гледаме на екранот следните бројки, тоа се 001633 Корисникот е од Скопје, поточно од аеродром. Му честитам. Го извлекуваме третиот вредносен ваучер. Еве го, корисничкиот број добитник 0054681997 од Струмица. Им честитам на среќните добитници кои што оваа пролет ќе се подноват со нови енергетски ефикасни апарати за домаќинство. А кај е подновувањето, тука е и бојадисувањето. Кај е бојадисувањето, таму е и реновирањето. Барем кај мене тоа е заразно, не знам за кај вас. А сега да ги видиме сите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. И еве ги. Така е, на екранот ги гледате сите добитници на сетови за енергетска ефикасност, сме поделиле сетови низ цела Македонија. Погледнете, имаме добитници во Боговиње, Джепчиште, Сопиште, Кичево, Битола, 3 пати во Скопје, Велес, Охрид, Прилеп, Тетово, Битола, Лера, Струга, Виница, Радовиш, одново Виница, Делчево и Нераште. Им честитам на сите добитници. Па, мои пријатели, ако не сте во тек со тоа што се случува и не знаете дали сте добитник, проверете на evana.mk, каде во рок од 3 дена од извлекувањето ќе ги најдете добитните кориснички броеви, но ете погледнете, можеби сте некој добитник и од некој минато коло. При подигнување на наградите со себе треба да носите документи за лична идентификација и сметка од Евана со која што ќе докажете дека вие сте добитниот кориснички број. А јас во оваа емисија докажав дека можам непрестано да зборувам, речиси во трајање на целата емисија. Тоа е, како да ви кажам, вештина. До наредната емисија и 8-то извлекување на истата фреквенција и во истото време. Останете ми ведри и расположени. Добра ноќ!